Во моментов оперативно тело на владата, односно на кабинетот на премиерот и на Стопанската комора секој дневно работи. Еднаш неделно има и специјални седници на кои што се разгледува ситуацијата со проектите кои што се во тек. И ако има било каков застој, било каква причина, се интервенира одма. Тоа одма покажа своји резултати и тоа не доведе во ситуација да почнеме да размислуваме за овие прашања кои што разговаравме претходно. А тоа е како да се направи стратегија и да му се помогне на градежниот сектор. Градиме да трае. Стопанската комора одржа неколку средби со премиерот и со целиот тим кој што работи во секторот за градежништво и инфраструктура во изминатиот период и направивме еден акционен план кој што сега се доразработува во стратегија на владата со кој што ќе му се помогне на градежниот сектор да оди напред. Премиерот е целосно посветен на таа работа, заменикот премиер и министер за транспорт и врски исто така. Ја знаете екипата на терен што действува, позната во јавноста и така натаму, тоа све ќе допринесе институцијата како нас и целата бизнис заедница исто така ќе допринесе да направиме чекор напред. Многу луѓе ќе прашаат како може тоа да се оствари. Да, ние сме паднати во бруто домашниот производ на 5-6% од 19 кои што ги имавме порано, ама имаме акционен план и стратегија со кој што тој процент ќе биде дигнат, затоа што ако не го дигнеме, ќе дигнеме и низа стопански гранки, други кои што се придружен дел на бизнисот на градежништвото. Градиме да трае. Без инфраструктура за потребите на бизнисот и без градежништвото нема чекор напред. И ние треба да поддржиме секаква иницијатива на ваков начин добро разработена, затоа што на таков начин допринесуваме за економски раст на државата. Ако е нашата цел да го дигнеме тој од 3% нагоре, без градежништвото тоа би бил сан летне ночи. Тоа ние не можеме да го направиме без градежништвото и затоа тука е клучното прашање. Градиме да трае. Постојат македонски фирми кои што дошле во Стопанската комора и побарале да има состанок со владата на кој што ќе се разговара за нивна инвестициона ангажираност, дека имаат слободни средства и гаранции во банките со кои што можат да го обезбедат таа инвестиција и мислам дека се тоа сериозни компании, дека се тоа сериозни проекти кои што бараат сериозна анализа. Таа анализа може да ќе потрае малце подолго, али ќе бидеме сигурни дека ќе дојде до нејзина реализација. Таквата политика на државата во која што ќе ги мотивира домашните компании да влезат во градежната експанзија во наредниот период е добра затоа што ќе ги поттикне и другите фирми да почнат да размислуваат на тој начин. Значи, ако видиш ти реално дека има фирми од Македонија кои што тоа го прават, не можеш да бидеш равнодушен и да седиш на страна, ќе речеш, ќе правам некако да се вклучам. Градиме да трае. Значи, зборуваме за комерцијални објекти кои што се од највисок интерес за развој на компаниите, а доколку бидат повикани да учествуваат и во финансирањето на државните објекти, они ќе го искористат тоа право и ќе покажат со референтните вредности што ги имаат дека се способни да тоа го направат. До овој момент ние тоа не можеме да кажеме, али сега можеме да кажеме да има такви компании, ќе се бориме за нив. Градиме да трае. Исто како во мој Охрид, ако ти решиш да градиш хотел или да купиш хотел, тебе ти треба поддршката и на локалната самоуправа и на државата. Како? А државата да донеси автопат до тамо, а на локалната самоуправа да го врзи центарот со локацијата на која се наоѓа тоа што ти си инвестирал. Ако еден во ова, да речем, тројство откаже, тоаш пропаѓа целата инвестиција. Што е тоа освен измама? Ако ти се договорил така и ти си влегол со тоа заради тоа што се договорил дека ќе има автопат и ќе има инфраструктура како што треба, а ти не го испорачуваш, што ти правиш измама? Разбираш дека има озбилна намера, дека имаме ние кадар во тоа, дека бизнисот стои за таа работа и тоа ќе абсорбира многу работна снага и така натаму. Таа работна снага ќе може да излезе надвор, ако излезе надвор ќе се дешаваат истите процеси и така што зборувам. И тоа е добро. Градиме да трае.